не треба туку со жените да се работи, дека треба да се жените да се разбудат, па да ги побараат своите права, да побараат еднаквост. Треба да се работи со мажите, дека не е срамота, дека е мангупски да бидат еднакви со жената во сите односи кои што ги градат. Присуствував на една црковна венчавка во која можеби претходно не сум обрнала внимание дури ни на сопствената венчавка што точно се говори, но таму ми влезе во уши една порака од свештеното лице дека жената треба да биде покорна. И мене тоа веднаш некако ме вознемири. Често пати додека трае чинот на венчавање и кога се чита овој дел, баш ја набуљудувам публиката. Како ќе реагира. И добро, мажите веднаш исполнети, нели, со тоа што го слушаат, се вртат кон жените и со нативко. Слушаш? Да. Сега го гледам ликот на жената. Сега, поради тие реакции, не си дозволуваат на себе да ја слушнат пак следната реченица што следи, а вели вака. А мажот пак, да ја сака жената своја како што се сака самиот себе си. Добре дојдовте во уште една смисла на подкастот Смисла. И овој пат, како што ветивме уште во првата епизода, ќе обработуваме едно реално, популарно, современо и атрактивно прашање. Ова прашање, кое што се однесува на улогата на жената, во историските раздобија на разни начини е третирано. Некогаш издигнувано, друг пат понижувано. Улогата на жената е преосмислувана, некогаш е девалвирана, некогаш е истакнувана. Во ова епизода на Смисла поканивме една современа жена, чие што искуство меѓу професијата и домот го цениме како реално и богато и сметаме дека ќе го даде својот придонес во одговорите кои што ги очекувате и вие и ние. Со сестра Ефимија и посакуваме добре дојде на Славица Арсова, за нас драга. Сега ќе ми кажеш, Славица, дали да влезам со цаци, како што си позната, или со Славица? Како што е најпријатно и најудобно, прво ви благодарам многу, добре најдов во овој подкаст. Ќе бидам искрена дека малку имам трема, затоа што многу ретко сум од другата страна, најчесто прашувам. Впрочем, како да си ги променивме улогите во овој денешен муабет. Да, навистина е така, нели тешко е некогаш кога ќе се заменат улогите. Со сестра Ефимија нам пак се уште ни е тешко сето ова, бидејќи не ни е природно некако, но да се навикнеме како водители, ама после ќе ни кажеш дали добро ни оди или не и каде треба што да направиме. Така што не имаме пред тебе малку трема во оваа смисла. Никако, јас како редовен гледач на вашиот подкаст ви кажав и пред да почнеме така ќе го почнеме и разговоров. Иако е презаситен понекогаш, често медиумскиот простор, па и интернет просторот со содржини, мене ми е задоволство да го гледам вашиот подкаст Смисла, затоа што давате една перспектива, длабоки се темите, одлични се соговорниците. Вие како водители давате една навистина насока и смисла, тежина на целиот разговор. И особено ми е драго што доближувате теми значајни до пошироката јавност, не само верниците, туку секој граѓанин да се запозна и со вашите перспективи на одредени значајни теми. Да, токму и тоа е идејата, нели, ние не се насочуваме на некаква верска наобразба со овој подкаст, туку отвараме ни обштествени, современи, актуелни, би рекол иритантни, предизвикувачки теми од тој аспект, за да ги најдеме одговорите за предизвиците со кои што навистина се мачиме, секако дека тука духовниот аспект особено ќе помага. Па така еве и денешното прашање за улогата на жената, сметам дека и со сестра Ефимија договарајќи се и кога разговаравме кој да биде на вистина и од други ни беше посочено, но и во нашата тенденција и намера беше да те поканиме и уште еднаш добре дојди, благодариме што се одзва на поканата. Искрена благодарност што токму јас сум ви соговорник на темата. Најавив дека притисокот на жената како да е постојан, континуиран. Ете, меѓу тоа да биде добра професионалка во работата која што ја работи, да биде добра сопруга и добра партнерка, да биде домаќинка и мајка, нели, столб на домот,
колку лично ти се снаоѓаш со овој притисок помеѓу и помеѓу? Колку се снаоѓам и колку мислам Или во како? некои денови, дека се снаоѓам или не, можам да кажам дека често сум незадоволна од моето снаоѓање, често сум самокритична и често имам грижа на совест. Дали еднакво сум успеала или дали доволно сум успеала, секаде каде што сум сметала дека треба да бидам присутна, секаде каде што треба да се дадам себе си, и мислам дека тоа е едно генерално чувство кај жените кои се трудат да ги балансираат. Јас многу не го сакам тој збор, затоа што е навистина го сваќам широко и која му е тежината на дневна основа, во секоја секунда буквално да го живеете тој баланс. Но таа грижа на совест и таа потреба повеќе да дадете секаде каде што сте потребни, мислам дека не ја имам само јас, поделувајќи со моите блиски, пријателки, жените во моето семејство. Мислам дека ни е широко распространето тоа чувство, дали е наметнато од надвор, дека некој очекува нашата улога повеќе како мајка, сопруга, домакинка, грижа за домот, за децата. Од друга страна, жената треба да е успешна, треба да има своја кариера, треба да ги развива и другите своји дарови, а не само мајчинството или домот. Или сами си го наметнуваме. Тоа ми е една од дилемите која што ја имам често. Но мислам дека во поново време и социјалните мрежи наметна одреден притисок, гледајќи видеа како совршени жени совршено го практикуваат својот ден, подготвуваат совршени доручеци за своите деца, потоа имаат време и да се посветат на себе и да вежбаат. Во неколку секунди. Во неколку секунди, но наметнува одредена перцепција дека ние можеме и дури и мораме да живееме во еден таков како баланс. мотивацијски малку. Да, но често таа мотивација знае да биде контрапродуктивна и да создаде некои перцепции или некои притисоци одвнатре кои, ако рефлектираме, ќе видиме дека постоеле во многу често кај нас. Искрено мислам дека како и да не можеме да ги менаџираме, предвидиме, нели, процесите кои што ќе се случуваат, туку едноставно треба да научиме да се адаптираме кон се и на некој начин да па ги вклучиме и другите субјекти кои што не обкружуваат, нели, во носењето на товарот. Не може денес да се очекува од жената која што не седи само дома, туку треба да оди и на работа за да придонесе, но и за неа самата. Јас тоа често го говорам, еве, на верниците кога доаѓаат на исповед, особено на тие од женски пол, дека мора да имаат некаква ангажираност во своето секојдневие, затоа што присуството само и единствено во домот, а покрај тоа сето што се знае, а не обкружува, ако е што ни е достапно, како што спомна преку социјалните мрежи, те поттикнува да чувствуваш некогаш депресија, незадоволство и така натаму. Драго ми е што го споделивте ова како ваше мислење, јас го делам во целост. Право на жената е да одлучи каде и во која мера ќе ја насочи својата енергија. Целосно ги почитувам, сигурна сум дека и вие, оние кои ќе одлучат и да се грижат исклучиво, ексклузивно за сопственото семејство. Јас сум направила поинаков избор кој сметам дека за мене е правилен. Да се реализирам и професионално и да вложувам голем дел од својата енергија и на друго поле надвор од домот, но многу е важно, како што споминавте, да постои систем и на поддршка и да не очекуваме премногу од себе и да не очекува средината дека жените се суперхерои, кои можат да бидат безпрекорни во се. Особено но и да не се наметнува, нели? Сепак како што спомнавте, некој секој да се избере, нели, што сака, што може и што вреднува во некоја насока, ама и дека ни еден избор пак не е погрешен кога е балансиран меѓу и меѓу. Апсолутно. Балансот е одлично за оние кои избрале да го прават. Јас го сакам зборот мерка. Мислам дека имањето мерка во секоја работа, дали е во работата, да ја работиме, да се вложуваме,
со желба, со амбиција, но и со мерка и со достоинство и со почитување на другите, така и во семејството да имаме таа мерка во односите кои што ги градиме. Мислам дека кога така ќе ги поставиме работите, ќе се случи тој баланс, иако мислам дека зависи од периоди во животот. Во некои периоди можеме многу повеќе да се посветиме на работата, може би се уште немаме целосно креирано семејство, деца, кога ќе дојдат мали деца, кога беше мојата киркичка мала, многу повеќе во тој баланс морав да посветам на грижата за нејза. Како станува поголема и посамостојна, можам повторно балансот да го насочам малку повеќе и кон кариерата и кон професионалниот развој. Така што не можеме во 24 часа да ја дадеме оценката за тоа колку сме успешни во балансирањето на нашите обврски. Периоди се различни, но и некогаш и наметнати од надвор, ќе имаме повеќе обврски, ќе треба да бидеме повеќе надвор од домот, ќе надоместиме кога ќе има потреба домот од нас. Така ги гледам работите, се трудам да не гледам низ еден ден, низ една недела, низ еден краток временски период, затоа што тогаш ќе настане тој притисок и разочарување. Така. Многу ми се допаѓа тој збор, мерка кој што го употреби. Зборува за балансот, зборува за равнотежата помеѓу улогите на жената денес, семејството, мајчинството, професионалниот развој и така натаму. Ајде вака малку назад да се вратиме, за да можеме да влеземе во една друга тема која што сметам дека е многу важна. Мојот старец, владиката Партени, многу често зборува за еден пример кој што лично мене многу ме трогнува. А тоа е за улогата на жените во време на Византиската империја. Многу е малку познат податокот дека жените во регионот на Источното Византиско царство имале многу клучна општествена улога. Јас еднаш пишував за тоа во едно интервју, имено дека првите институционализирани форми на социјална заштита оделе преку жените. Значи, царот Константин Велики го користил своето дискреционо право да ги заштите маргиналните групи. А како доаѓал до тоа кои се маргинални групи? Испраќајќи ги жените во една таква мисија да ги мапираат и да ги заштитуваат оние кои што најмногу страдале во тогашното општество. Децата, чиј труд знаел да биде злоупотребен, ќе ви кажам и за тоа што се случувало, сиромашните, угнетените и така натаму. Особено децата. Зошто сакам да го нагласам ова? Заради тоа што во развојот, во периодот на развојот на христијанството, во оние први 2-3 века, во римското општество, кој што тогаш било сметано за најнапредно, постоело една страшна практика таткото да има право да го исфрли сопственото новородено дете, ако е женско, на едно посебно место од населеното место, значи надвор од населеното место, и да го остави таму за различни групи на граѓани да одлучат што ќе прават со него. Значи, можеле кучињата да го растргнат телото, можеле оние кои што сакале да профитираат од бебенцето, да го земат, да го пораснат и потоа преку него да заработуваат, или пак робовладетелите да го земат за свој роб. Оние кои што скришум се спротивставувале на таа суровост на општеството биле жените христијанки. Ако се вратиме малку поназад, повторно ќе ја видиме онаа храброст како највисока вредност во ликот на жената. Мироносиците. Нешто кое што исто така многу често се зборува во православното христијанство. Мироносиците кои што и покрај тоа што знаеле каква опасност им се заканува доколку отидат и да го помажат телото Христово, го направиле тоа без разлика на се и први отишле на гробот Христов
во таа смисла и први дознале за воскресението пред апостолите. И во така во православното христијанство велиме дека жената е апостол пред апостолите. Сега оно што го спомна Отец Боба, ние не можеме во 21 век да зборуваме за овие форми, бидејќи имаме и социјална заштита и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ликот на жената, храброста, сострадалноста, нежноста е нешто кое што се провлекува од самото воспоставување на прогресивната, на социјалната држава. Жената била таа која што, ние сме сега нели непосредно пред празникот 8 март. Ако сакаме да се вратиме на тоа што значи 8 март за нели за општеството, тоа е токму тоа. Борбата на жената не само за еманципација, туку за почитување на нејзиниот труд во семејството. За почитување на нејзината жртва која што таа ја дава во општеството. Ете за тоа малце сакам да прекрасно се проговорам. стрефи. Да, инаку Славица, ова е особено омилена тема на сестра Ефимија. Многу ми е драго, мене ми исто така И едно од добро што не омилените. и дадов да влезе во емисијава, оти ќе Да. секогаш кога зборуваме во разни прилики, кога има предизвик да зборува за, ајде сега ќе го кажеме феминизмот, но не разбрано онака како што секој сака да го разбере, нели? Особено, можеби некогаш во црковните контексти како нешто негативно, не, Добре. во секоја работа, нели, има и позитивно и негативно, но тоа е една особено позитивна тенденција, дури и јас, нели, како маж признавам и треба да признаваме дека треба да ја вреднуваме улогата на жената и да ја дадеме простор, затоа што некогаш на вистина, можеби заради тој аспект на вашата природа сте попаметни, нели, од нас за некои одлуки кои што треба да ги... Поемотивни, поинтуитивни. Да. Го споминавте феминизмот како движење и како разбирање дека тоа е борба за рамноправност, не е Така. борба против мажите, Така е. не е Точно борба за надвласт, за некаква победа, туку борба за еднакво почитување. Тоа е и верски. Тоа не е спротивно Не, нели не, на не. верата. Ние сите сме еднакви пред Бога Така. и борбата на тие движења е и треба да биде да тоа се почитува, да не се обезвреднува, да не се навредува и понижува. Мислам дека некои екстремни форми кои што можеби идеолошки се екстремни, се во спротивност со одредени па можеби и со некои па и поекстремни толкувања на религијата. Се Значи сложувам. кога ќе отидат во двата Крајности. екстреми, тогаш може да ги гледаме како спротивставени. Така. Инаку борбата за рамноправност мислам дека е заедничка и на феминизмот како движење и на верата и на религијата. Точно така. Ама не, на вистина, ако ние го консултираме она кое што историјата ни го испорачувала, на вистина жената била ставена во подредена улога и ајде сега да не бидам Како толку строг во изразот, била буквално користена како средство и како имот, па дури и на сопругот. А сега христијанството од оваа перспектива не повикува дека мажот и жената треба да бидат едно. Кога стануваме едно, тогаш мораме да бидеме нели рамноправни, мораме да бидеме еднакви за тоа едно да звучи како едно и така натаму. Често пати кога венчавам некого и нели потоа им држам некоја проповед и велам ќе дојдат бурите, ќе дојдат невремињата. Црквата вели вака: да не ве раздени скарани. Ќе си го спуштите носот кој било од вас, ќе го сварите кафето и ќе се викнете на диалог, конструктивен, мирен, диалог уз кафе, како што сакаме да кажеме, и дека тенденцијата на тоа заедништво треба да биде да се разбираш со поглед, да сострадуваш со другиот, некогаш да се смириш пред другиот и да научиш како да го носиш крстот на другиот. Инаку животот, ако се истакнуваш себе си, својата себичност, својата гордост, ќе те однесе во непосакуван правец. Мислам дека е многу значајно ако на ваков јазик, а бидејќи ве познавам и знам дека тоа го правите, на ваков јазик им се обраќате на верниците во случајот младоженците. Индискретно нешто ќе споделам. Во една прилика присуствував на една црковна венчавка во која можеби претходно не сум обрнала внимание дури ни на сопствената венчавка што точно се говори,
но таму ми влезе во уши една порака од свештеното лице дека жената треба да биде покорна. И мене тоа веднаш некако ме вознемири. И велам, ќе се обратам за објаснување по завршувањето на венчавката, што значи тоа да се биде покорен. За жал, во тој момент и не добив некое објаснување кое што мене ќе ми ја задоволи љубопитноста за очекувањата во тој однос помеѓу жената и мажот. Па почнав малку повеќе да читам на темата, за да сватам дека всушност не е тоа во смисла жената е помалку од мажот и треба да во тој однос биде покорна во онаа смисла брутална за која што како што првично звучи на некој кој не го познава доволно јазикот. Практично двајцата треба да бидат покорни на љубовта, на заедништвото. И мажот се повикува, не се користи можеби зборот покорност, но се користи послушност. Да, сега ќе ви кажам. Послушност. Не, сега ќе ви кажам. Многу ми беше интересно дека доколку не им ја појасните на слушателите смислата на она што во самата литургија се зборува, може да дојде до погрешни толкувања. Кај мене разбуди љубопитност, кај некого можеби ќе разбуди нешто друго. Револт или слично. Револт, а можеби ќе разбуди и некакво чувство на доминација кај машкиот партнер во тоа. Мислам дека сме подобни како поднебје поради одредени патриархални, се уште останати разбирања и толкувања, и јас би рекла дури и злоупотреба на верата како оправдување за поставување на одреден однос на одреден начин. Често пати додека трае чинот на венчавање и кога се чита овој дел, баш ја набуљудувам публиката како ќе реагира. И добро, мажите веднаш исполнети, нели, со тоа што го слушаат, се вртат кон жените и со нативко, слушаш? Да. Сега го гледам ликот на жената, сега поради тие реакции не си дозволуваат на себе да ја слушнат пак следната реченица што следи, а вели вака. А мажот пак да ја сака жената своја како што се сака самиот себе си. Кај жената вели, жената да се покорува на мажот свој како глава на семејството, значи како свештеник во семејството, но тоа покорување не е по-балкански, и тоа им велам на мажите, тоа не е по-балкански. Таа ќе ти се покорува неминовно ако ти ја љубиш неа. Значи, и сега велам, кој прави поголема жртва? Ти треба само да го слушнаш, кажи да, гајле ти е. Ама овој треба да те сака како себе си. Да. Борувајќи за тоа, мислам дека е многу значајно каква поддршка имаме во семејството за било кој баланс и било која одлука која ќе ја носиме, дали можеме воопшто да си дозволиме да инвестираме од своето време и од своите капацитети и надвор од домот. И многу е значајно буквално да работиме на свеста. Јас секогаш велам, не треба туку со жените да се работи, дека треба да се жените да се разбудат, па да ги побараат своите права, да побараат еднаквост. Треба да се работи со мажите, дека не е срамота, дека е мангупски да бидат еднакви со жената во сите односи кои што ги градат. Така многу добро го кажал. Дека треба да се гордеат со својата успешна жена, да се гордеат и со својата улога во поддршката на жената на нејзиниот професионален пат. И прости отец, само уште ова сакав да кажам, улогата на мажот во семејството. Само како да го кажеме на македонски bread giver, стопан, не знам. Стопан нека биде, го исклучува од сите други негови емотивни капацитети. Зошто пак мажот не е квалификуван да се грижи за сопствените деца? Зошто не е квалификуван ако најдобрите готвачи во светот се мажи да подготви вкусен ручак кога сопругата ги обавува своите професионални активности? Затоа мислам дека таквото патриархално поставување ги исклучува и двајцата од целосното искористување на сопствените потенцијали. Точно така. Ова многу беше убаво за рил. Мислам дека ќе биде многу ќе биде популарно. Марк таму ставете. Да, не, многу ќе биде популарно. Врзал чалмата и со правосмукалката и само застанува еден момент и вели мангупско е да се чисти.
Јас стварно мислам дека е мангупски. После следно мие садови се врти мангупски. Каква пропаганда направим сега. Да. Не, одлично, одлично. Супер. Славица, дали еве современата култура, современието во кое што живееме, нели контекстот во кој што се наоѓаме, ни ја представува жртвата како љубов или како обврска? Малку филозофски. Да, за жената мислам дека чисто се представува како обврска. Моje мислење е дека кога некој сака да се жртвува, не треба до крај да го користиме тој момент. Инаку сите се жртвуваме за нешто. Убаво го кажавте, за децата, мажот за жената. Тоа е еден константен и заеднички придонес и процес, но не треба да го злоупотребуваме. Желбата на другиот да придонесе, да даде дел од себе, да жртвува не материјално, туку духовно и секако за луѓето кои што ги сака, не треба да биде... Да, едноставно зашто сака го прави. Затоа што сака. Затоа велам, треба да го цениме, да не го гледаме како негова обврска, туку да бидеме благодарни кога нешто ќе биде направено за нас. Често знаеме здраво за готово да се земеме меѓу себе во меѓусебните односи. Не зборувам само во брачните односи, и во пријателството, па дури и во родителството. Мислам дека ни недостасува и многу малку зборуваме и работиме на својата благодарност за тоа што луѓето го прават за нас во одредени моменти. Таа ми е мајка, нели, ќе ви се грижи за моето дете. Мора да се грижи, но треба да сватиме дека искрено треба да бидеме благодарни. Не го прави тоа секој. И тоа е голема жртва пред се од љубов кон нас, потоа и кон нашите деца. Партнерите во бракот или во било каква заедница исто така многу често се земаат меѓу себе здраво за готово. Ајде, тоа е незина обврска или тоа е негова работа. Треба да цениме секоја жртва која што се прави еден за друг, затоа што тоа е дел од љубовта. Мислам, така се искажува на вистина љубовта помеѓу луѓето. Да, веќе го имаме одговорот дека мангупски е. Да, и дека секоја жртва треба да се цени затоа. Мислам нека добра форма на оправдување дадовме. Веќе ова папучар се менја со мангупси. Одлично. Тоа е 2026-та, се менуваат работите, модата се менува. Затоа што папучар одеше во прилог на онај балкански менталитет, а мангупски е малце така по... Инклузивно, инси. Да. Одлично. Колку можеме, требаме, веројатно, нели, го чувствуваме одговорот, но дали амбицијата е лоша работа? Апсолутно не. Амбицијата може да биде професионална, може да биде од различен карактер, но амбицијата не движи. Целта не движи, ни дава мотивација некоја да функционираме, да одиме напред. Амбицијата не треба да биде оправдување за грешење, за газење врз другите, но амбицијата конструктивна е водилка. И јас сакам да си поставувам цели. Кога ќе задоволам една цел, си поставувам некоја друга. Не зборуваме за големи, видливи можеби за другите. Предизвици кои што ќе не движат. Дали ќе биде тоа да поднаучам некој нов збор во некој јазик, например, сега шпанскиот ми е интересен, па сум си задала некоја цел и амбиција дека во некој временски период ќе го совладам тој јазик. Тоа е пак нешто што ќе ве разбуди, ќе ви даде и самодоверба внесува. Внесува самодоверба. Ако е професионално, нели, можеме за некого тоа значи да направи некоја промена. За некого значи да оди повисоко во скалилата, за некој да учи нешто повеќе за својата работа, ги прошири своите видици. Мислам дека амбицијата е многу значајна и
не знам какво е вашето мислење, баш би ме интересирало, но мислам дека е важно да имаме постојано некои конструктивни цели, предизвици кон кои ќе работиме, не по секоја цена, не по цена и да се разочаруваме доколку нешто не успееме, туку тоа да не движи постојано да одиме напред. Така. Кога ништо не правиме, остава простор пак за некои содржини кои што од нас можеби да извадат нешто кое што ниту ние го очекуваме, ниту другите го очекуваат. Тоа често им го кажуваме и на верниците. Занимавај го твојот ум, давај му позитивна храна, дај му хранлива храна. За да не си најде своја работа. За да не си најде, тој цело време работи, ќе си најде тоа што е поедноставно да го прави и кога се сведуваш потоа нели на не знам, озборување на депресивност, на анксиозност и така натаму и така натаму. Така што амбицијата, мојата перспектива е дека амбицијата е сосема во ред, се додека значи ти со самиот себе си или за општото добро, без разлика дали е тоа нели домот, општеството, државата, компанијата каде што работиш, никако не предизвик за да бидеш над другите, да ги газиш другите и не, значи не амбицијата како моќ, туку амбицијата како поттик. Подобра верзија од себе си. Амбицијата како поттик. Да те поттикне да се минуваш позитивно, да правиш чекори кои ќе те направат и тебе поисполнет. Сосема се согласувам дека особено луѓе кои што се постојано активни, кои денот има динамичен, тоа бара мозокот постојано брзо да работи, доколку не си поставуваат одредена цел, ќе почнат да размислуваат за работи или на начин на кој што тоа нема да биде повеќе конструктивно ниту за нив, ниту за нивното обкружување. Еве јас ќе споделам еден период кога имав новороденче дома, бев одсутна од работа, нели? Почав многу, што не е типично за мене, затоа што во принцип сум ентузијаст, позитивец, секогаш гледам на дека е можен позитивен исход и дека ќе дојде доколку сите вложиме енергија. Почав многу да стравувам, бидејќи беше сето тоа ново, почав многу да читам, што може да се случи лошо, како тоа да го избегнам. Почнав да размислувам на начин кој што повеќе не беше доволно конструктивен како што е типично за мене. Се вратив многу порано од предвиденото на работа, затоа што имав потреба да бидам ангажирана конструктивно, давајќи го придонесот и професионално кој што мене очигледно дека ми е потребен и истовремено бидувајќи доволно смирена, сталожена и фокусирана на грижата за детето. Значи, треба човек и да си се познава и да знае колку амбиција му е потребна и колку насока и колку конструктивно вложување и работа му е потребно за да самиот биде и стабилен, и среќен, и исполнет и да не залутува и во мислата, и во целите, и во оптеретувањето, така што... Од ова што го кажавте ми дојде една идеја или едно прашање во смисла на тоа, честопати знаеме професионалното да го носиме дома или домашното да го носиме на место, работното место. Како се снаоѓате? Добро, кај нас е тоа голем предизвик, ќе бидам отворена, со оглед на тоа што со супругот работиме заедно, и работиме иста професија, но работиме и заедно. Ама шеф си му. Па мангупски да ти да. Тоа мислам го. Го заклучивме. Го заклучивме, тоа е затворен. Многу често знае дискусијата да продолжи и дома, она што било отворено како тема на работа, но да речам дека постигнавме некаков консензус дека ќе има некаков крај на професионалните дискусии, затоа што треба човек да позборува и на теми кои не се поврзани со работата. Сега, новинарството е таква професија која што луѓето многу целосно ја живеат. Новинари се и кога спијат, новинари се и кога ќе излезат во ноќен клуб, и кога ќе одат на одмор, ако нешто се случува, нели го имаат тој инстинкт, веднаш се трансформираат како на филмови, нели? Се трансформира веднаш од обичен турист на плажа во новинар на плажа. И ние го носиме тоа со себе како инстинкт, како потреба, како повик. Но мора да има и моменти во кои
тоа е сепак работа. А поминувањето време дома треба да се посвети на поинакви разговори, на поинаку поминато заедничко време. И мислам дека треба да се наоѓа некогаш, нели ќе се премине таа граница, па ќе се врати. Она што го кажавте, мерката да се измери. Мерката да се има, да. Колку жената кога е економски независна и кога е образована, може да се заштити од она подредена улога во општеството, која што за жал некаде се провлекува и денес. Се провлекува и во голем број семејства, за жал, но според мене поголем е општествениот проблем и колку општеството и институциите ја овозможуваат дури и на една образована и економски независна и освестена жена да ги оствари сите оние амбиции, свој повици, дарови кои што ги носи. Зошто го велам ова без да звучам активистички, ќе зборувам најчовечки од своето искуство. Институциите повикуваат и на раѓање на деца и на креирање на семејства, но дали доволно даваат како услови и како систем за да може жената паралелно да биде и професионално ангажирана и да биде мајка, супруга и да се грижи за домот. Местото во градинка се уште не е гарантирано. Се уште е голем стрес за огромен број на семејства. Образованието да е бесплатно и постои, но дел од дечињата завршуваат со настава во 1 часот или во 12 часот наплодна, целодневната настава завршува во 3. А жената е до 5 на работа. Која што работи и особено па и ако има некаква кариера со дополнителни ангажмани Ама и секој дете дополнителните ангажмани после. Тоа ќе ми беше следното, а самото образование пак и не ги дава оние дополнителни потреби кои што децата ги има, дали е тоа спортска активност, изучување на доволен број на јазици или соодветен број на часови кои што им се потребни, значи и по земањето на детето во 1 или во 3, вие имате уште цела плејада на активности кои треба во попладневните часови повторно вие да ги организирате и менаџирате. Тој систем многу тешко функционира и јас го викам тој систем снајди се. Наместо систем на поддршка, систем на снаоѓање. И сега кој ќе има поголема среќа да има баба сервис, тетка сервис, сопруг кој што ќе најде фраер лук во тоа да се грижи повеќе за децата, така. Значи тоа е веќе среќа. И зборувајќи преска за благодарност, еве јас сум благодарна што дел од тие работи сум ги уживала за да можам тој баланс да го правам. Но што ако ги немат? Од друга страна, и во делот на работодавачите, многу малку флексибилно работно време, многу малку можности за работа од дома, многу малку разбирање и многу осуда кога нема да успеете да бидете супер жена. Така што мислам дека наша задача кога зборуваме за рамноправноста, за феминизмот, да го разбудиме и системот, дека ние не може да очекуваме снајди се систем да работи за сите. Затоа ние имаме над 30% жени кои не се вклучени на пазарот на трудот. Тоа не е неосвестеност, тоа е неможност да се менаџира желбата да се има и потомство и семејство со истовремено со градење на Башка сега Safe City не помага во контекстов, нели? Сега уште поспоро стигнуваме. Во едно семејство дури и рамништето на образование е различно. Сега, ајде, бидејќи зборуваме за жената, например, ако е пообразована, не знам, завршила факултет, мажот останал на некое пониско рамниште во однос на тоа, мислам дека тука веднаш се гледаат проблемите, различниот пристап кон нештата. Не знам дали се согласувате, можеби треба да поттикнеме еден поинаков начин на размислување. Можеби тоа искуство на занимавање со образованието, јас тоа го велам, тој што го грел столчето и давал испити и студирал, нели има едно поинакво искуство и за животот и еден поглед кон животот, нели од оној кој што можеби ја гледа само работата секојдневието, тоа да дојде дома да се одмори пак да оди нели да работи. Треба да ги менуваме овие работи. И во делот на формалното образование, но никогаш знаете и некоја прочитана книга знае да ни промени
светоглед на одредена тема, да ни освести нешто, да ни отвори некоја нова перспектива. Мислам дека во рамки на едно семејство треба еднакво да се вложува во хранењето на мислата. Не мора да е секогаш тоа или бројот на дипломи, степенот, но начинот на кој што ќе си ga храните и душата и мислата, затоа што ќе го изгубите моабетот. Така. И јас барем така го гледам тоа. Вие немате еднаков моабет со секого. Можете со секого да зборувате, но длабочината на моабетот ќе биде различна со различни соговорници. Треба да се хранат и партнерите и пријателите, така ги бираме според тоа колку можеме Ни оди моабетот. Колку ни оди моабетот, а моабетот многу зависи од тоа колку вложуваме во нашата мисла и во дали е тоа интелект, дали е тоа едноставно буквално мислата наша. Некогаш и филм може да го направи тоа, ако го гледаме со една аналитичност, со размислување за пораките, со размислување за контекстот. Така што да, треба да се храни во рамки на едно семејство за да не ја изгубат партнерите заедничката тема на моабет и меѓусебното разбирање и светогледот да им остане горе-долу исто. Оваа духовна компонента, ете би беше следниот предизвик кој што сакам да го отвориме, нели? Да, практичноста на животот стои. Денес секојдневието тоа го наметнува, да донесеш храна на масата, да имаш пари да ги плати сметките. Ете, тој практичен аспект да, но кога станува збор за духовниот аспект, да, и насочен во она кое што е потреба на душата, нели, преку верата, но се ајде да не го имплицираме, нели, не е секој верник, затоа што имаме и некоја друг аспект на духовната компонента. Колку е греф или колку денеска се гледа или колку треба да ги поттикнуваме жените, например, и да отидат во теретана или да се занимаваат со некој спорт, нели, фитнес, да прочитаат книга заедно со сопругот, да отидат во театар, да отидат во кино, да го хранат тој духовен аспект кај себе. Апсолутно е значајно и многу е важно да зборуваме за тоа дека треба и нашиот партнерка да бидат задоволни во целиот тој систем на заедништво и поттикнувањето на жената да ги оствари и своите други жилби, не само да ја овозможиме на работа да отида. Така, јас сум партнер кој поддржува, еве ќе го причувам детето да одиш на работа. Благодарам, мама. Исто така би сакала и да отидам со пријателките на кафе. Би сакала и да отидам во театар, да гледам концерт. Так. Или да заминам на некое патување, да заминеме и заедно. Значи да има некаква поддршка и надвор од она секојдневие. Некогаш, кога има периоди во животот во кои сме преоптеретени со работа, да речам и во семејства во кои што има и повеќе екзистенцијални предизвици, па нема толку време некогаш и да се направи анализа колку се дава поддршка и на останатите аспекти на животот. Колку повеќе ќе го донесеме животот во некаков баланс, почнуваме да размислуваме и за тие потреби. Важни се. Важно е да инвестираме и такво време и да ја имаме таа поддршка од најблиските. Дали е тоа партнер, партнерка, кај помладите родители, па утре и од децата. Имаш поддршка да бидеш тоа што си, да ги правиш работите кои ти значат и те хранат. Так. Веројатно доаѓа тој момент, веројатно и кај вас дошол, еве, кога сите овие нешта ги правиме, оддаденоста кон професијата или овие аспекти кои што не се потребни да не држат на цврсти нозе, нели, таа самодоверба, таа ангажираност да ни помагаат во секојдневието, колку кај вас некогаш било некој извор на исполнетост, а некогаш е извор на вина? Да, па така и го почнавме. Многу добро прашање. Да, така и го почнавме разговорот дека тоа чувство на вина знае да се јави, но треба често. Треба да сватиме дека еве јас така гледам на тоа. Кога одам да вежбам, мојата ќерка гледа дека се грижам за своето здравје и инвестирам конструктивно од моето време за подолго да можам и не за да ја бидам
Но и тоа е пример за неа. Добар пример. Да и бидам и од корист. Јас така и викам, ќе вежбам, утре ќе ти ги чувам децата, ќе можам. Ќе одам, ќе ти испазарам и ќе ги носам кесите, затоа ма што ја ќе учите на некои здрави навики. Така е, се шегувам за ова. Кога вложувам во дополнително образование, моето дете го гледа тоа. И си вика, еве мајка ми возрастна, ама се седнала, надградува, да. чита, учи, значи тоа не е процес што ќе го завршам сега кога ќе завршам 9 оделение. Така. Туку тоа е некој доживотен процес на вложување во себе. Кога споделувам време и со пријателите, пријателките, и тоа е лекција. Значајно е пријателството. Треба да знае дека треба да има и да гради такви релации, да има блиски луѓе. И тоа е инвестиција и во себе и во другиот. Така што така го потиснувам чувството на вина кога целото време не ми е посветено на конкретно на детето, но истовремено покрај давањето на еден позитивен пример, сакам и ова да го кажам. Некогаш еден час во денот, вистински посветен, да слушате, да не дзиркате во телефонот, да бидете присутни, да поставите прашања сконцентрирани, многу посконцентрирани од кога интервјуирате некого. Ова е најважното интервју, детето да го прашам што му се случувало тој ден. Еден час може да значи повеќе од 10 часа поминати во скролање во истата просторија или во две различни простории. Така што се трудам таа вина и така да ја компензирам, затоа што баш тоа се трудам, да бидам присутна, да имам значајно присуство. Можеби не многу часови, но тие часови кои ќе ги поминаме заедно да бидат суштински и квалитетни. Да. Веројатно и утопично е да мислиме дека тоа може да трае, нели, во интерес или во името на тоа дека ние сме, нели, добрите родители кои што сме постојано посветени. Подобро е она кое што некако го нагласивме во подкастот, да го најдеме балансот или да ја најдеме мерката и на тој начин не само за да го задоволиме, да ја задоволиме потребата за такво нешто, туку навистина да видиме дека тоа е успешната мерка, таа е. Затоа што знаете, целосната или не знам колку часовна посветеност пак нарушува и друг баланс. Балансот во личноста на самата жена, на самиот татко, на самиот родител. Некогаш и нели ние имаме потреба за нешто надвор од контекстот во кој што сме постојано. Ако не се задоволат тие потреби, на крај ќе се јави фрустрација. И тогаш чувството на вина ќе биде поголемо. Така е. Кога сме тука, колку концептот време за мене е оправдан, ако е, колку треба да трае тоа време за мене? Добро, малку тоа, видете сега, време за мене звучи некогаш и себично и знаеме така и да го чувствуваме. Треба да постои тоа време за себе. Дали ќе биде тоа поминато во слушање малку музика на слушалки, нешто што е мојот греф во времето за себе, градење на некој свој сепак краток, ама сладок мир, дали ќе биде за спорт, дали ќе биде за некаква нега, жените нели имаат повеќе инвестираат во тоа отколку мажите, неопходно е да постои, но пак ќе кажам, мерата. Да, секогаш да се има и од друга страна па и да се надмине тоа чувство дека секогаш кога ќе направиме нешто за себе, дека тоа е себично. Не е себично да се грижиме и за себе, затоа што така ќе се грижиме и за другите. Низ шегата која што ја кажав, дека ако не сме во добро здравје, утре како дедовци, баби, нема да можеме да ја изиграме таа улога во животот, која што ќе се очекува еден ден од нас, така што треба да го имаме тоа време за себе, треба да има љубов меѓу сите нас, треба во семејството зборувам, треба да има разбирање и почитување за различните потреби. Некој има можеби некој период од животот повеќе потреба од време за себе. Некој можеби еден период па и нема да практикува некои активности кои што ќе му донесат во тој момент задоволство, па подоцна ќе сака да го направи тоа. Мислам дека само треба да имаме разбирање
и да го почитуваме. Така. Човекот, луѓето со кои што го делиме животот, какви потреби имаат и да сватиме дека и нивната, ако се тие среќни и задоволни, дека тоа и на нас ќе се рефлектира добро. Така е. Да не се казнуваме. Инаку, само за гледачите, позитивниот, еве би рекол, импутот од женската страна, во случајот од сестра Ефимија, го гледаме и во студиото денес. Имено, ова студио, ваквиот изглед е производ на нејзината и имагинација, но и чувство, нели, за убавина. Сестра Ефимија, зашто поттик? Па добро, сакавме малку така е, да биде по домашна атмосферата, која што нуди нови позиции во разговорот, од една страна. Се надевам од подкаст студио нема негативно да те сватат. Не, во никој случај, не дека ние го кудиме тоа што претходно го имавме, меѓутоа еве така сакавме еден наш, да кажам, печат, понеформално, да изгледа сето тоа. За тоа мора да се заблагодариме на еден супер дечко, се вика Петар и ги прави ретро фотелите, на кои што седиме ние сега. Ние неговите производи ги имаме и во нашиот манастир, по нашите работилници, комотни, убави и по супер цени. Не знам што друго да не пропуштиме уште некој. Ама навистина ви е пријатно. Да. Нешто од джебот на феминизмот? Да. Имаме 3 феминистички збора кои што еве така ги промовиравме во оваа емисија, мерка. Мангупски и уште еден ќе кажам фенси, да се мангуп. Само се плашев дека кога ќе седнеме, кога сестра Ефимија ни ги сликаше боичкиве на фотељиве и ми ја представи оваа боја, реков сигурно ќе ме намести да седам на неа, ама не е добро. Прајски ќе беше да седиш од Бобан мангупски, мангупски, да, ета. Така. Ете, во домот неминовно ќе дојдат предизвиците, баш околу тоа колку сме посветени и колку е улогата на едните и на другите. Пак ќе дојдат префрлувањата, нели? Мерењата. Да, мерењата, не си доволно ангажирана и така натаму. Како е од своето искуство да се снаоѓаме со тие ситуации? Па секој има различна улога и јас така гледам на тоа, мора да ја цениме улогата на другиот. Земено под услов на вистина секој да дава некаков придонес. Да. Не може сите истото да го правиме и на исти начин да придонесуваме кон заедничкото добро. Во мојот дом, например, јас сум таа која што вежба математика и физика и тие природните науки, но затоа сопругот на своја волја има прифатено улогата дека подготвува храната за сите, која што голем поздрав и благодарност. Обезбедувачот на храна, кој што го прави на вистина со љубов и со талент. И сега можам јас лесно да кажам зошто не помагаш со математика. Значи, треба да препознаеме, сега ова го дадов како пример, има вакви милион работи кои што согласно нашите капацитети се поделиле. Согласно тоа што можеме да дадеме. Да. Некогаш ни треба така да го расшириме погледот и да видиме дека и некој друг прави нешто, затоа што товарот, измореноста, стресот некогаш ни прават да се чувствуваме дека само ние, се е на наш грб. Се едниот придонесува. Мислиме дека само ние правиме. Но малку ако вака расшириме видик, ќе почнеме да согледуваме што прават и другите во тој наш заеднички систем. Но ако тоа недостасува, ако навистина некој не се труди барем да ја одигра својата улога, мислам дека тоа е веќе неблагодарност кон сите работи кои што ги придонесува другата некако страна. општев печатокот дека имаме единки како да не се доволно подготвени за тој живот, нели, на заедништво. Можеби таа желба, тој копнеш, да, го имаме, но кога ќе се соочиме со реалноста и со потребите на реалноста, некако како да потврламе. И ова што го кажавте, навистина беше добро и за потенцирање, но тука фали еден друг момент дека некогаш можеби некој не толку е присутен во одговорностите и обврските на домот, но со својата професија прави толку кон
општеството и кон другите, што јас го ценам на вистина тоа што го дава од себе, нели, жртвувајќи го своето присуство, енергија во домот, но го дава кон општиот контекст од кој што Се сите. согласувам дека треба да се затоа е секоја, како велат, секоја семејство е своја приказ. Универзално правило Нема. не може да се постави и не треба да се суди. Толку различни форми на заедништво постојат Денес и толку постојат, да. различни формули. И јас мислам дека пак главно е дали постои љубовта и разбирачката. А дали некој од надвор ќе ви кажа како така машти цело време работи, а ти за се грижиш, па ќе ви направи едно чувство дека на вистина вие преголема жртва давате. Ако вие тоа не го чувствувате во домот, ако таа љубов и таа разбирачка, тоа разбирање на неговата улога можеби надвор од самиот дом и поддршката во одредени фази од животот, да некој придонеса на некој по различен начин. Тоа е формулата. Нема универзално правило, не може математичка формула, еве пошто ми е свежо учењето математика. Не може по математичка формула нешто да биде успешно или неуспешно кога станува збор за таков тип на Зависи, значи, со каква подготвеност, со какво поимање и со каква спремност, нели, да го цениме и да се жртвуваме, нели, за другиот влегуваме во приказната. Па не знам дали сите влегуваме толку свесни кога влегуваме во приказната. Нечесто отпосле сваќаме Учиме што од била искуството. приказната, Да. всушност. Но важно е и во чекор да фаќаме чекор со тие предизвици. Дури да не сме влегле толку подготвени дека тоа ќе значи и само жртва и многу од времето, од енергијата, да фаќаме чекор, да учиме ден за ден како да си го направиме така животот поквалитетен. Има една формула, Ајде. мора да се сложите. Во секој семејство сметам дека треба да важи еден основен принцип, а тоа е нешто што го кажал Свети Василий Велики. Сите за еден, еден за сите. Да. Добро, после ова, кој Шекспир ја употреби Да, па не. во својот контекст, Да, да. да. Интересно кога сме за тоа, баш подучени од оваа девиза, се малку нели од темата, ама пак на темата, читајќи за еден проект во една од соседните цркви во една епархија, има во црковната заедница токму ваков проект, Сите за еден. И успеав да го копирам кај нас во црковната заедница каде што служам и некако успешно трае приказната, каде што сите на месечно ниво даваат по некои 120 денари или 150 денари, тие пари ги користиме само, тоа се пари на заедницата, не се пари на храмот, туку пари на заедницата кои што ги користиме исклучиво за помагање на болни деца. Нели, на деца кои што се во предизвик со... Сега го сменивме малку концептот, не сме само на деца, туку сме и за возрастни, но оваа девиза сите за еден, мислам дека не вклучува и нас како еден, нели во приказната. И веројатно во домот е исто, во семејството е исто, во улогата на жената, на мажот, на родителот е исто. Кога разбираме дека сите сме тука за другиот, полесно врват работите. Така, да. Па отец Бобан, не знам што друго би додале. Славица? Имаме ли уште нешто што сакаме да си кажеме? Па, мислам дека опфативте толку длабоки контексти на темата, ретко може да се слушнат. Вообичаено особено што доаѓа 8 март, се слушаат и многу така флоскули, површни очекувања и не ни дозволува контекстот и форматот на повеќето дискусии кои се водат на вакво ниво да се зборува за еднаквоста, за потребата за баланс, за улогата на жената и како мајка и супруга и професионалец, можноста за избор на жената. Не мора жената да биде мајка, не мора да биде супруга, доколку нејзиниот повик го реализира поинаку, тоа ослободување од стигма, погрешните перцепции за тоа што е традиција, а што е вера, што е реалност, така. Многу интересни перспективи, навистина ми беше задоволство и вас да ве слушам, не само да зборувам и благодарна сум за поканата. Само една звездичка во контекст на она што го кажа, дека жената
и кога не може да го оствари својот мајчински призив од оправдани причини, да не заборави да ги носи квалитетите на мајката, вредностите на мајката секаде каде што дејства. Ете. Нежноста, љубовта, Емпатијата, сострадалноста. Така, тоа се женски Но да не ги карактеристики. заборавиме, нели, и грациозноста, и јас тоа секогаш, кога ги поучувам верничките, им велам, сакам да изгледате, да звучите како господи. Не во смисла на тоа дека тоа значи статус дека сте во брак или не сте во брак, туку да се движите, да зборувате, да изгледате онака како што е поим за жена, да го прави тоа. Тоа не значи нескромност, тоа не значи не знам, во некаква си негативна смисла што, туку да Тоа звучите значи со достоинство и со благородност. Добро, одјавуваме, заклучокот е јасен и благодарам на Славица за оние зборови со кои што и не просветли и нас и вас, а тоа е она што го потенцираш и што го издвои како значајно секогаш, имајте го тоа предвид, да ја наоѓате мерката во животот и во секојдневните односи и да сватиме нешто многу важно, дека жената не ја делиме на професионалка или на она која што е само сопруга или мајка. Жената е целина. Жената е постојано целина. Секаде е целовитост. И затоа таа секогаш е исправена пред предизвикот, можеби повеќе од мажот, сигурно повеќе од мажот, да се прилагодува, да учи, да напредува, да биде тука, нели, во секој контекст, но да не очекуваме само да биде и само да се жртвува, туку да има време и за себе, за да ги полни батериите, за да биде тука, нели, за нас. Ви благодарам што не следевте и до следното видување.